Преспанското езеро со последни сили се бори за живот. Освен губитокот на вода кој од година во година е се поголем, овој природен басен се соочува со се поголемо загадување од прекомерната употреба на пестициди врз овоштарниците во Преспа. Според анализите на Министерството за животна средина, овоштарите употребуваат фунгициди, инсектициди и хербициди или околу 65 тони пестициди годишно. Во повеќе наврати во езерото завршуваа и непродадените јаболка, како и амбалажите од вештачките ѓубрива. Преспанското езеро и понатаму мака мачи со пресушувањето, односно загубата на огромни количества на вода. Според научната фела, една од причините е и употребата на пестицидите во овоштарниците, кои преку почвата се слеваат во водите на Преспанското езеро и го загрозуваат неговиот биодиверзитет. Панде Савески е овоштар 20 години и вели дека се повеќе се користат хемикалии врз овошките, а свеста за последиците кај овоштарите е многу мала. Зголемена употребата на пестицидите, доста е зголемена и то даваме и од самите аптекари кои ни ги продаваат тие пестициди, ни викаат ајде уште од ова фрли за посигурно, ајде уште ова билка фрли уште посигурно и уште повеќе. Ако треба да речеме со 20% пестициди, ние одиме со 50% пестициди. И така да климата полека ја загадуваме, самите и свесно и несвесно. И за тоа ни треба повеќе едукација, повеќе предавања од стручни луѓе, повеќе да се едуцираат земјоделците, за да дојдат до тие факти да што помалку се загадуваат природата. Овие количини на хемикалии што годишно се користат во регионот стигнуваат до водата при што под закана се речиси 2000 ретки и ендемски видови на риби, птици и цицачи. Загадувањето на езерото доведува до цветање на алгите, намалување на кислородот во водата што доведува до создавање мртви зони. Истовремено се активира процес на еутрофикација или создавање штетни алги. Хемикалиите истовремено влијаат и на размножувањето на живиот свет. Од секторот за животна средина од Ресен велат дека најновите анализи укажуваат на тоа дека е зголемено органското и нутриентно оптоварување во водата од истражните локалитети. Односно, има континуирано внесување на нутриенти во езерскиот екосистем, пред се преку површинските дотоци, реките и дренажните води од околните земјоделски површини. Посебно алармантна состојба со органско и нутриентно оптоварување е забележана во литоралот Претор, во близина на успорната градба Браната на Голема река, која представува и најголем потенцијален загадувач во литоралната зона, односно Преспанското езеро во целина. Добиените резултати укажуваат на силно антропогено влијание, отпадна вода, земјоделски активности, неодржливо управување со водата и неправилно користење на современи агротехнички методи за заштита на овошните насади и земјоделските култури со употреба на пестициди и вештачки ѓубрива. И екологистите изразуваат загриженост за загадувањето на регионот. Проблемот е најпрви до луѓето, местното население, значи во селата, после можеме да ги најдеме криви другиве општинари, да ги речем. Али во глобала сме сите заедно криви за денешната ситуација што ја наоѓаме на терен. Но градоначалникот на Ресен, Јован Тозиевски, кој самиот е овоштар, смета дека пестицидите кои се употребуваат не му штетат на езерото. До сега не сме нотирале поголемо загадување, но и во Преспа во момент не можете да набавите пестицид кој не е на зелената листа и не сме нотирале ни еден случај на некој енормно загадување на воздухот од пестициди. Барем не ние во локалната и релевантните институции со кои што комуницираме. Освен пестицидите, потенцијални загадувачи на езерото си и реките кои се влеваат во него, отпадните води од домакинствата, индустриското загадување и многуте депонии со нелегално отстранет отпад. Активистите бараат преминување кон органско земјоделство и инвестирање во одржлив туризам, како и обука на преспанските овоштари, како со употреба на помалку хемикалии да добијат успешен род. Крикот за спас на Преспанското езеро е гласен и сериозен и што поскоро треба да допре до слухот на надлежните институции, властите и државата, за да се спречи опустошување на уште едно национално природно богатство.